И време е за она што е најавувано од самиот почеток во денешно издание на Македонија. Наутро, 4 јуни, меѓународен ден на децата невинни жртви на насилство. Токму и тоа е нашата тема на разговор, а одговорите на нашите прашања ги бараме од Јана Зенковска, координатор на СОС телефонот за деца и млади во првата детска амбасада во светот Мегеше. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро и добро ве најдов. Зенковска, ајде на самиот почеток да кажеме за каков ден всушност станува збор. Меѓународниот ден за деца невинни жртви на насилство, значи на 19 август 1982 година, Генералното собрание на Обединетите нации по повод децата жртви во Палестина како резултат и Либан како резултат на израелската агресија, решава 4 јуни да се обележи како меѓународен ден на децата жртви на насилство. Целта на овој ден е да се одаде признание за болката и страдањата кои што децата низ целиот свет ги поминуваат, и според податоците во последните 2 децении 2 милиони деца се убиени во војни конфликти, а 10 милиони деца се бегалци од војни конфликти згрижени од страна на УНХЦР. 80.000 деца годишно умираат како резултат на семено насилство. Овие бројки се фрапантни, ако на нив ги додадеме и 300.000 деца кои што се деца војници и се подразбираат не деца кои што носат само оружје во рака, туку деца кои што се вклучени во било каков воен конфликт или воени организации. Сите овие податоци говорат дека децата неминовно се жртви на некакви структури, на насилство, без разлика дали станува збор за војна, значи физичко, војното насилство представува физичко, психолошко, емоционално насилство врз децата, кои што го загрозуваат животот на децата и нивниот оптимален психолошки раст и развој. А тука ги поканам и гледачите да се вклучат во разговорот. 3222-261 е телефонскиот број, ќе го погледнете испишан на екраните, со префикс 02 за сите оние кои што ќе се јават од внатрешноста на Македонија. Зенковска, што е со СОС телефонот за деца и млади? Колку децата се одлучуваат, собират храброст да пријават насилство? Ние често говориме дека децата немаат храброст да пријават насилство. Во текот на 2012 само 27 деца пријавиле насилство или некаква форма на прекршување на нивно право. Меѓутоа, за разлика од минатото до сега, бројките се зголемуваат. Децата сметаме дека не пријавуваат насилство првенствено затоа што се плашат, а второ затоа што немаат информации што ќе се случи со нив, особено кога станува збор за семено насилство, физичко или психичко. Не знаат кои активности ќе ги преземат институциите, се плашат од неизвестноста и често поради долгогодишното физичко и психолошко насилство сметаат дека тие се виновници за ситуацијата во која што се нашла. Најчесто на нашиот СОС телефон 0801 22 се јавуваат возрастни да пријават насилство, меѓутоа еве 27 деца собрале храброст и сакале да се јават и да го пријават истото. Како што кажавте, 27 деца се јавиле на СОС телефонот, меѓутоа за жал реалната бројка е многу поголема. Во текот на 2012 во Република Македонија ние имаме бројка од 587 деца потенцијални жртви на насилство и на било која друга форма, сакам да кажам, на прекршување на правата на децата, од кои што 116 деца се жртви на насилство од возрастни лица и од семејството. Децата во Република Македонија најчесто се жртви на насилство во семејството, за жал. Родителите се уште не разбираат дека ќутекот не е педагошка мерка, дека навредувањето и казнувањето не се мерки со кои што треба да се ги воспитуваат децата. Тоа се мерки со кои што можат да создадат понатамошни агресори и насилници, да го скратат правото на детето на безбедно и среќно детство и оптимално да ги искористат сите личностни и креативни потенцијали кои што детето само по себе ги носи. Јас уште еднаш сакам да нагласам дека граѓаните треба да знаат дека насилници не се раѓаат. Насилници се создаваат, а семејството е првата клетка за социјализација каде што децата се воспитуваат, подоцна е училиштето, групата на врсници и така натаму. Токму така, тоа и сакав да го кажам дека деца кои што се растат во семејство каде што има насилство и не само во семејство, туку и во околина се потенцијални насилници во иднина. Кои се од оние најчести проблеми кои што ги пријавуваат децата, освен физичкото насилство? Дали децата знаат да пријават и психичко насилство? Дали знаат пред се да го препознаат? Ретко го препознаваат психичкото насилство, навредите некако и не ги
карактеризираат. Тие ги кажуваат, сакам да кажам дека никогаш физичкото и психичкото насилство идат рака за рака заедно. Меѓутоа, често се случува да имаме и пријави на психолошко насилство од страна и на врсници, од страна на воспитно-образовни институции, значи и наставници, и од страна на родителите. Родителите може да често кажуваат, па ја не го тепам моето дете. Меѓутоа, тоа што му кажуваат погрдни зборови, многу повеќе исто така влие како да го истепале детето. Детето с погрдните зборови толку многу се вкоренуваат во психата и личноста на детето, што детето верува дека е такво како што го навредуваат. Имаме гледач на линија, ќе му дадеме предност. Добро утро. Добро утро, Јана, од Јана Македонска прашање. Повелете. Драга Јана, зошто правите вие дискриминации по однос, ево ќе зборуваме како автентично дете, за грешките на Обединетите нации, за молкот на Обединетите нации, кој 65 години молчи по однос на правата на децата бегалци од егејскиот дел на Македонија. Јас не се осеќам 100%. Јас се осеќам парчосана. Од глава до пети прекинати права, по однос на грижата на децата, како што евреите го осмислиле да за грижата на децата во Холокаустот, да им се направи споменик, да се зборува. За децата бегалци се уште се молчи. Јас го дигам гласот во сите деца на светот. Борис, ви благодарам на јавувањето. Останете со утринската програма се до 9 часот. Ја разбирам булката на дојавувачката која што се јави. Меѓутоа, кога збориме за агресија за 4 јуни, збориме за деца бегалци без разлика од кој регион потекнуваат. Сакам да нагласам дека првата детска амбасада Меѓаши своите активности ги започна пред 21 година со бегалците од кризата во Босна и Херцеговина. Тогаш беа згрижени повеќе од 4000 семејства, од кои што 2500 беа деца. Сите активности беа заедно со Црвен крст, Министерството тогашно за труд и социјална работа, и се беше во насока да им се подобри квалитетот на децата. Подоцна со конфликтот во Косовската криза, исто така нашите активности беа насочени кон децата бегалци, и конфликтот 2001 беа насочени кон децата, при што во нашите простори беа згрижени 3 семејства од Арачиново. Значи, нашите активности се заедно со програмата за мировно образование, која што ја прави првата детска амбасада Меѓаши, дека војната и последицата од војната се ужасни, се катастрофални. Како организација започнуваме во едно турбулентно време, започнуваме со активности за немили настани. Децата бегалци од Егејска Македонија исто така се деца кои што биле жртви на војна, агресија и на конфликт, и овој ден е и за нив да ги потсетиме за болката и страдањето кое што и тие деца го преживеале. Обединетите нации денот го прават за почнува со Либан и Пакистан децата жртви, меѓутоа се однесува на сите оние кои што биле некакви жртви или потенцијални жртви, имале роднини во било кој воен конфликт или било која форма на насилство кое што доживеале децата, и треба да им се оддаде признание и треба да се изнајде начин како да се намали болката на сите овие луѓе кои што ја преживуваат. Зинковска, споминавте дека 21 година. Да. Постоите 21 година, се грижите буквално за сите деца. Колку самото формирање на Меѓаши па до денеска успеавте да допрете до оние до кои што треба да допрете, и колку успеавте да допрете најмногу до децата и да ги запознаат тие своите права? Во 21 година ние го струшивме молкот, сметаме, за насилството, повеќе се збори за насилството, повеќе се збори за насилството врз децата и правата кои што ги имаат децата. Во претходните години тоа не се случувало. Како што напоменав, педагошките мерки и во училиштата и во домот биле ќотекот и омаловажувањата. Со нашите кампањи за одговорно родителство, дали го гушнавте на вашето дете, дали му кажавте дека го сакате денеска, дали разговаравте со вашето дете, ја подигнавме свеста што значи одговорно родителство. Родителите треба да бидат свесни дека треба да бидат со своите деца, треба да им покажат љубов. Покажувањето на љубов и внимание не значи дека ќе го разгалат своето дете.
Многу често се мешаат термините дека колку што повеќе го мазам, му покажувам љубов на моето дете, ќе биде разгалено дете, не е точно. Секое дете кое што расте со љубов, секое дете на кое што соодветно се одговара на неговите потреби кои што ги има, ќе израсне во личност која што може да шири љубов, може да споледува во една мирна и толерантна, која што може да се изгради во индивидуа која што ќе биде корисна за себе и за ово општество. 3222-261 е телефонскиот број со префикс 02 за сите оние кои што сакаат да се вклучат во разговорот, а 0801-22-22 СС телефонот за деца и млади на првата детска амбасада во светот. Мегеши, Зинковска, што како ќе се јават децата и ќе го кажат проблемот? Еве за сите оние кои што не гледат во моментот, што да очекуваат од таа страна? Или не треба да бидат уплашени? Точно. Значи, децата кога ќе се јават или било кој што ќе се јави и ќе пријави некаква форма на насилство, ние реагираме до соодветни државни институции. Првата детска амбасада Мегеши не може да оди на терен и да одлучува, тоа си го одлучува државните институции. Ние испраќаме писмено се обраќаме со барање во форма на представки до центрите за социјална работа, полиција, Народниот правобранител, сите државни институции кои што во даден момент сметаме дека се соодветни, во кои што го пишуваме проблемот што се случува и бараме сите активности кои што ќе се преземат да бидат во најдобриот интерес на детето и да не информираат за сите активности кои што се превземаат и на таков начин вршиме и мониторинг. Потоа на децата им нудиме и психолошка помош и поддршка и на семејствата, доколку сакаат може да додадат во нашите простори да поразговараат со психолог. Имаме дефектолог, социјален работник, социолог во зависност од проблемот, имаме семени терапевти кои што можат да дојдат и да поразговараат и да зборат. Ние не презимаме никакви активности доколку тој кој што ќе се јави, ако е дете кој што не сака да ако не сакаат да се преземат активности, меѓутоа им даваме информации насоки каде да се обратат со цел да се заштитат. Имаме гледач на линија. Добро утро. Ало. Добро утро, повелете во програмата. Добро утро. Повелете. Јас следам Марија на телефонот Скопје. Јас следам вашава програма и малку коментар околу децата. Викаме да се однесуваме добро према децата, родители, стари, млади. Каде можат родителите да бидат денеска со децата? Кога може да бидат денеска родителите со децата? Јас сум постар човек. Работевме во наше време до 3-4 сатот. И имаше некое време човек да дојде дома, да ги види децата, да поработи со него смирено, сторено. Сега, како тоа да се обяви кога цел ден родителите се надвор, децата дај му пари на децата и однеси ги децата, пушти ги децата таму, ваму, ги чуваат жени кои што здрави и нездрави, со своји воспитувања и невоспитувања. И ќе дојдат на ти пари, купи си буре, купи си ова, купи си она, ќе дојдат навечер уморни, никакви, не можат себе да се одморат, а не на детето да му приуштат и да видат и кај се движело детето, што правело, која е домашна задача треба да ја направат. И тука се јавува на нервоза, агресија. О, седи, сами направи тоа ти. Не можам, уморна сум овна. Апелирам до надлежните. Работното време на жената да се врати во нормала до 3-4 да може со исклучоци кои што се надарени, кои што можат и треба да бидат, не треба да имат работно време. Меѓутоа, се додека жената цело време отсутна, машкото си е машко, жената си е жена, било и ќе биде, колку и да сме равноправни, колку и да се, жената е таа дома што треба децата со нејзе да бидат, и мажот се разбира, меѓутоа жената е таа. И кога да дојде, кога да направи ручек, кога да смети, а кога да му застани на детето со домашни и со сите тие работи. Се додека е така, ќе имаме и деца со насилства, едни врз други кои што си прават, ќе имаме и деца што ќе се занимаваат со дрога, со пијанство, напуштени деца. Пријатно и фала. Така, Марија, ви благодарам многу за јавувањето и за вашето мислење што го дадовте. Освен физичкото и психичкото насилство, неприсуството на родителот во животот на детето е посебен проблем. Така, јас затоа ја спомнав кампањата. Точно е дека живееме во едно турбулентно време кое што секој ден се бориме со екзистенција, многу е важно и мажот и жената да работат. Убаво е времето кога сите во 3 часа се собирале на 15 часа се собираа на ручек, меѓутоа времето не е така. Јас сакам да нагласам дека мора да најдат време, дека половина час, 15 минути, 20 минути поминати квалитетно 2 часа со детето многу му значат. Кога затоа што јавувачката потенцираше
дека многу е важно кога родителите бираат кој ќе им ги чува децата, дали тоа ќе бидат баба, дедо, во која градинка ќе го испратат и дека родителите имаат право да видат кои услови, дали е квалитетен човекот на кого што го доверуваат своето дете. Меѓутоа пред се родителот во животот на детето е многу важна фигура. Парите не се мерило точно дека ни се потребни за да им обезбедиме квалитетен живот на детето, меѓутоа доколку само му даваме пари на детето, а не учествуваме со него во сите други активности, не го прашуваме како поминало на училиште, дали има некои потреби, во тој случај ќе имаме проблем, ќе имаме занемарени, запуштени деца, депресивни деца, деца кои што не почувствувале љубов. И тоа е форма на запоставање и психолошко насилство. На децата не им треба ништо повеќе освен љубов и топла приградка. Кои се активностите поврзани со текот на денешниот ден, а што е она што во иднина ќе го одбележи првата детска амбасада Меѓаши? Првата детска амбасада Меѓаши денеска продолжува со активностите истите кои што ги водиме, работата на СОС, телефонот, дневниот центар, програмата за мировно образование. Во иднина ќе го бележиме денот 12 јуни кој што е ден за најтешка форма на злоупотреба на детски труд. Имаме понатамошни активности во однос на другите проекти кои што ги водиме. Се обидуваме мировното образование да го вметнеме и во предучилишното образование, значи работиме и на тоа поле. Зинковска, ви благодарам многу за одвоеното време. Јас верувам дека успеваме со секое ваше гостување во утринската програма на Македонската телевизија да допреме до сите наши гледачи, до никој што најмногу треба да допреме. Она што е најважно дека 0801 22 22 и со телефонот за деца и млади на првата детска амбасада Меѓаши е место каде што сите можат буквално да се јават и да знаат дека ќе бидат слушнати, дека ќе им биде помогнато. Ви благодараме на вас. Ви благодарам уште еднаш за одвоеното време. Во продолжение прилог кој што е посветен за сите љубители на убавиот пишан збор. Имено пред неколку дена се случи промоција на првиот роман на Стојан Арсич. Авторот имено е професор по историја, но речиси целиот работен век го